Синоќа се одржа седница на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Разговаравме за актуелните состојби во земјата. Очигледно најактуелна е ова најтешка трагедија која што ни се случи, ја погоди Македонија, во која згасна 59 млади животи. Заклучоците на вчера одржаната седница на Централниот одбор на СДСМ е дека досегашниот тек на истрагата покажува дека самата истрага се води селективно, сензационалистички и дека практично е насочена кон минатото, кон поранешни функционери, не кон функционерите кои што се директно одговорни затоа што тие ги вршеле функциите на денот кога се случила трагедијата. Беше истакнато од повеќе членови на Централниот одбор дека таквата селективност во постапувањето е комплетно неприфатлива и дека тоа всушност и не представува правда и дека согласно тоа Социјалдемократскиот сојуз ќе бара и ќе инсистира да се спроведува независна, темелна истрага која што е комплетно неселективна во врска со случувањата во Кочани и дека на каква било селективност која што ја покажуваат истражните органи, вклучително и оние кои што се представници на извршната власт, дека ќе се спротивставиме жестоко. Пред законот мора сите да бидат еднакви и од особен интерес на сите граѓани е истрагите кои што се спроведуваат во врска со оваа најстрашна трагедија да покажат веродостојни, автентични резултати за тоа што навистина се случувало и да се лоцираат одговорните, онака како што и самата јавност и правните експерти кои што ги слушаме денови, кои што излегуваат, укажуваат дека треба да се случува, а впрочем не се случува. И оттаму е и предлогот за формирање и на анкетна комисија, тоа ќе биде во догледно време, немаме точно поставени рокови за истото, и надзорна комисија за да може практично да се утврдат фактите за трагедијата, тие да ги бидат предочени на јавноста и конечно да има соочување со одговорноста на оние кои што е јасно и за кои што и правните експерти велат дека се директно одговорни за истото.